Како и што најавија, притиснати од долготрајните катастрофални состојби во сите земјоделски гранки, македонските земјоделци денеска во Прилеп ја дигнаа Петровденската буна. Велат, состојбата им била повеќе од неиздржлива, па затоа и не подклекнале пред бројните тивки притисоци од власта, кои што во изминатиот период ги трпеле. Имаше тивки, закани, притисоци и уцени кон дел од организаторите, меѓутоа ние не подлегнуваме, бидејќи ја кажуваме вистината. А верувам дека и кон земјоделци, и кон група на граѓани кои што има намера да го поддржат овој протест, се извршени притисоци и привлечени се јавуваат со пораки. Гневните и разочарани земјоделци, кои во престолнината на тутунот пристигнаа од сите краишта на земјава, од денешниот предупредувачки протест, уште еднаш упатија јавен апел до власта и до надлежните државни институции во најкраток можен рок да се зафатат со конкретно решавање на широката лепеза од нивните екзистенцијални проблеми, бидејќи секојдневно ги фрлале во се подлабок социјален ризик. Во државата земјоделието не ни оди на добро. Да земат во обзир дека оваа категорија на граѓани ја рани нацијата и придонесува бројно и финансиски во буџетот на државата. Треба да имаат во обзир на нас како на луѓе кои што се мачиме по нивите, работиме по нивите, а тие уживаат по канцелариите. Исто како и со сите останати земјоделци, така и кај нас оризарите ситуацијата е катастрофална. Откуп немаме, цената нагло падна, а еве за 2 месеци имаме нова реколта, нова жетва и ситуацијата е алармантна. Па ова е голем проблем, имаме некаде од 50 до 60% за останат ориз од лани. Ако бидуе така, па поланска цена да го откупуваат, тогаш поарано ние да го исечеме лозите. Оваа година не се исплатени нити субвенциите, 2 денара не се ни почнати. 2 плюс 4 денара тие ковид средствата не се ни почнати. Зелената нафта не е почната. Со водостопанство проблемот не е решен. 10 проблеми. Земјата сака да продават. Македонските земјоделци се заканија дека доколку и овој пат државата остане глува на нивните веќе добро познати барања, тие за кратко време ќе ги радикализираат протестите.